Маке искакуш кој има. Подобро да умрев отколку да го доживеев она што ни се случи голема паника. Прво го слушнав вресокот на 4-годишниот внук врз чишто кревет каде што спиеше падна шкафот. Има често земјотрес и кој што беше никогаш немало. Вака 75-годишната Мрига Джока, жителка на Драт, се потсетува на првите моменти од силниот земјотрес кој минатата недела ја зафати Албанија. По двата силни потреси раскажува дека морале да се засолнат во автомобилот. Таа деновиве заедно со своето 7-члено семејство е во Охрид. За Гласот на Америка вели дека им е страв да се вратат во родниот град затоа што не се чувствуваат доволно безбедни. Ја ке ми шон фрика. Немаме верба да се вратиме назад. Поголемиот дел од Драт сега е мртов град, но идејата да дојдеме во Охрид ја прифативме веднаш. Слушнавме преку интернет и преку наши пријатели дека има ваква можност. Но други пак велат дека ќе се вратат назад бидејќи нема каде да одат. Беше многу страшно, земјотресот беше многу силен, се тресеше се. Зградата каде што живееме од долгото тресење буквално беше пред распаѓање. Ќе се вратиме назад бидејќи немаме каде да одиме, иако состојбата е таква каква што е. 40 на луѓе деновиве бесплатно се сместени во една приватна вила во Охрид, каде граѓани и локални компании со помош на волонтерите на Црвениот крст секојдневно им носат храна и се грижат за нивниот престој. Помеѓу нив има и деца, но и семејства кои останале без своите домови. Им обезбедуваме оброци за јадење, им обезбедуваме лекарства, лекарства апчиња, им обезбедуваме и здравствена нега, посета од лекари, затоплени апартмани и соби, така да мислам дека се чувствуваат добро. Во меѓувреме помош се собира на секаде низ земјава. Граѓаните само иницијативно се организираат, се поставуваат пунктови, а во многу училишта професори, ученици и нивните родители организираат комунитарни акции. Потоа помошта самите ја дистрибуираат до крајната дестинација. Таков е случајот и во основното училиште во струшкото село Лабуништа. Нашата училиште реализира еден хуманитарен активност. Резултатите се многу добри од оваа иницијатива. Се надевам дека со нашата потек малце барем ќе му помагаме на нашиве браќа што се во Албанија. Исто така и Црвениот крст на Северна Македонија испрати 7 тона на помош од прехранбени производи, средства за хигиена, кебења, монтажни кревети, вреќи за спиење. Во координација со државните институции беа испратени медицински тимови и тимови за проценка на штети, пожарникари и кучиња трагачи. Во силниот земјотрес од 26 ноември загинаа 50 луѓе. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.